Последниот протест во Истанбул на групата 1000 млади за Палестина беше поради убиството од страна на израелските безбедносни сили на турско-американската активистка Айшенур Езги Ейги. Но заедно со осудата на Израел, демонстрантите го обвинија и турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган за одржување на трговските врски со Израел. Протестирам за да ја принудам турската влада да ја запре трговијата со нафта со Израел и да го запре геноцидот. Ова не е само јавно барање. Исто така е законска обврска за Турција да го запре геноцидот. Групата, составена од студенти, од почетокот на израелската воена кампања во Газа го таргетираше извозот на азербејџанска нафта во Израел преку турско пристаниште. Групата исто така протестира против континуираните трговски врски на турските компании со Израел и покрај официјалното ембарго. Групата ги користи социјалните медиуми за да емитува својата порака, заобикувајќи ги медиумите контролирани од владата. Активистите велат дека нивната кампања е зајакната со различноста на нивната група. Кога станува збор за Палестина, тоа е приказна која не обединува сите. Ние сме група која лесно може да се договориме што можеме да направиме од овде. Некои се дефинираат како социјалисти, има и исламисти, има и аполитични млади кои не ги интересира политика, но сепак ни се придружуваат. Тука полицијата разбива протести. Панел дискусијата на државната телевизија за Израел беше прекината од групата, што резултираше со апсење на палестински член кој сега се соочува со депортација. Инцидентот предизвика повеќе протести. Апсењето демонстранти, кои се исламисти, велат аналитичарите, најверојатно ќе го пострамоти Ердоган и ќе ги залади односите со оваа група на луѓе. Аналитичарите го обвинуваат шефот на турската држава за искористување на длабоките поделби меѓу секуларните и религиозните турци и велат дека различноста на групата му представува проблем. Such hybrid groups are coming together, united. Ваквите хибридни групи се здружуваат обединети поради некоја причина. Идеолошки или социјално, класно, тие можеби се многу разновидни, а тоа представува закана за владата. Ердоган претрпе тежок пораст на недомнешните локални избори, кој нашироко се објаснува со лошата економија, но и за гневот поради трговијата на Турција со Тел Авив. Активистите велат дека се надеваат оти протестите ќе продолжат. Başarılı olmamızın sebebi tamamen Причината за нашиот успех е тоа што го вперивме прстот на вистинска адреса. Го разоткриваме лицемерието на капиталистите, на корпорациите и на владата. Како што наведуваат аналитичарите, различноста на групата е очигледна главоболка за Ердоган и таа нема да исчезне се додека војната во Газа и ангажманот на Турција со Израел продолжи.